Зарем уште треба да не манипулираат? Зарем уште треба да не манипулираат? Пратеникот на партијата за европска иднина ПЕИ, Алија Камберовски, е рекордер според исплатени патни трошоци во собранието за 2017 година. Тој од март до ноември лани, за само 9 месеци од собранието добил вкупно 12.847 евра за патни трошоци. Ова значи дека во просек, само за патот до собранието и назад, месечно добивал дополнително по 1427 евра. Додека на социјалните мрежи граѓаните се занимаваа со експретеничката Силвана Бонева во автомобилот на Илон Маск на патот кон собранието, останатите пратеници продолжиле да си ги наплаќаат големите суми за привоз и патарини од законодавниот дом. Критиките на јавноста не ги премислија пратениците, па така и лани си ги наплаќале овие надоместоци. Макфакс преку барање за слободен пристап до информации ги побара потрошените суми на патни трошоци од сите пратеници во собранието за цела 2017 година. Пресметката покажа дека превозот и патарините на пратениците лани го чинеле државниот буџет приближно 465.000 евра, без месеците јануари, февруари и декември. Тоа значи дека по 50.000 евра месечно били исплаќани само за оваа намена. Во топ 20 пратеници според патните трошоци, освен рекордерот од ПЕИ Алија Камберовски кој потекнува од Струга на второ место, е пратеничката на СДСМ Мира Стојчевска од Битола, која за овие 9 месеци добила 11.736 евра, додека на трето место е Лилјана Затуровска од ВМРО-ДПМН, која исто така потекнува од Битола. Таа зела 11.435 евра. Веднаш понеја се наоѓаат пратениците Сурија Рашиди од Алијансата за албанците кој потекнува од Струга со 11.164 евра, како и генералниот секретар на СДСМ битолчанецот Александар Кирацовски со 11.065 евра. Добро поминале нивните колеги од СДСМ Васко Ковачевски, Јован Митревски, Јагода Шахпаска, Жаклина Лазаревска, Бети Рабаджиевска-Наумовска, кои добиле по приближно 10.000 евра за патни трошоци, како и нивните колеги од ВМРО-ДПМН, Лилјана Кузмановска, Драган Цуклев, Зоран Илиовски и Емилија Александрова, кои исто така зеле по нешто над 10.000 евра. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев добил 9.454 евра, пратеникот на ВМРО-ДПМН Сашо Василевски 9.850 евра, Крсто Муковски од истата партија зел 9.563 евра, Сашо Поцков од СДСМ 9.133 евра, Катерина Кузмановска од СДСМ добила 9.326 евра и Ванковер Манчев од ВМРО-ДПМН 9.007 евра. Ако се погледне списокот на топ 20 пратеници за 2017 година, на него се наоѓаат 10 пратеници на СДСМ, 8 пратеници на ВМРО-ДПМН, 1 пратеник од Алијансата за албанците и 1 од ПЕИ. Макфакс од собранието ги побара, но не ги доби копиите од сите сметки за патарини и бензин, кои биле поднесени до законодавниот дом за повраток на патни трошоци од 2017 година. Од собранието не информира преку телефон дека доставата на ваквите копии не може да ја обезбедат, бидејќи тоа ќе значило премногу фотокопирање и време за службите, па затоа не може да добиеме увид во копиите од патарините. Квантитативниот просек на активностите на пратениците во собранието пак, според објавените податоци на нивниот вебсайт, покажува дека пратениците почнале да работат од месец март. Тогаш немало комисиски расправи, а се одржале само 5 пленарни седници. Сепак, за овој месец, 72 пратеници наплатиле патни трошоци од собранието. Интересен е месец октомври. Тогаш, според собраниските податоци, немало ниту седници, ниту комисии. Во октомври, освен посетите на председателот Џафери на разни настани, единствено била организирана средба на Комисијата за транспорт, врски и екологија со Хилари Смит и Џон Мекнил и неколку посети на меѓународни представници во собранието. Сепак, за тој месец, 24 пратеници добиле вкупно 2500 евра за патни трошоци и патарини. Пратеничката група на СДСМ во јануари поднесе иницијатива за намалување на патните трошоци на пратениците. Тие предложија на доместокот наместо 30% од цената за изминат литар бензин да се преполови на 15%. За тоа да се случи, пратениците треба да изгласаат два закони – за плати и други додатоци на именувани функционери и законот за пратеници.
Предлозите поминаа како точка на дневен ред на Комисијата за финансирање и буџет, а работата е закочена во Комисијата за политички систем, каде треба да се формира работна група, потврди за МАК-ФАКС координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев. Тој вели дека ќе почекаат да се вратат пратениците на ВМРО-ДПМН за да поминат предлозите. Пратениците на ДУИ пак најавија амандман на законските измени, со што побараа наместо намалување да им се укинат патните трошоци на сите функционери. Експратеничката на ВМРО-ДПМН Силвана Бонева со години е мета на критика, поради тоа што беше позната како рекордер во трошењето на патарини, а лани специјалното јавно обвинителство отвори случај и осомничи дека додека била пратеничка од 2011 до 2015 година, до службите поднесувала лажни фискални сметки од патарини, како да присуствувала во парламентот. Катица Јанева лани изјави дека водат предистрага за уште еден пратеник од собранието за лажни патни трошоци, но не го откри името.